Во емисијата Отворено за почитувани гледачи решив да ги представам добитниците на годинашната 7-септемврска награда на високото општинско признание кое го доделува градоначалникот и Советот на општина Кавадарци. Се работи за врвно признание од кое повисоко нема во општинава, што значи ако кога некој го доби ова признание, значи дека го постигнал целта или зенитот на своето постоење, што значи дека нема воиден да се труди да остварува големи резултати. Годинава ова награда ја добија 4 добитници, меѓу нив и противпожарната професионална единица во Кавадарци. Господинот Александар Чадамов е нејзин командер и решивме по низа договарање да дојдеме овде и лично се запознаеме, да знаат кавадарчани зошто противпожарната единица од Кавадарци територијална ја доби ова награда, како резултат на кои напори во изминатви неколку години градоначалникот се реши да им додели и советот на ваква висока награда со која треба секој да се гордее. И кога дојдовме овде ни се наметнува најпрво една мисла и едно време во кое сме живееле и ја знаеме ова противпожарна зграда во Кавадарци која се наоѓа веднаш спроти гимназијата или бочно од црквата или на раскрстицата кај малиот парк, ако така можам да речем, или во близина на едно популарно радио од Кавадарци, Галакси радио. Во тогашни услови, во тоа време кога долги години постоеше, противпожарната заштита или зградата не личеше на тоа што треба да биде. Мобилна единица и зграда во која се сместени голем број на возила во кои имаат единствена улога да интервенираат заедно со луѓето при гасење на пожари. Битно се сменети условите за интервенција во пожари на такви места последниве 4 години. Ова зграда веќе не е во таа боја што беше. Сега влада една друга жива атмосфера. Бројот на пожарникарите е зголемен, што значи и нивната работа е зголемена. Меѓутоа, ова приказна што јас ја раскажувам е кратка и сувопарна, би рекол, не е толку содржајна, затоа што не содржи во себе елементи кои одговарат на вистината. Јас само ви фрлам флоскули за да чуете да се навлечете на емисијата. Мој соговорник е вечерва мојот драг пријател господин Александар Чадамов, кој е командир на оваа единица. Мене лично ми е пријател не од позиција на тоа што се познаваме туку затоа што имаме одлична соработка меѓу РТК, КТВ и нивната куќа која е постојано на терен. Никога се е на терен, тие ни даваат кратка информација. Значи го имаат и тоа е општествено значење на компанија која соработува со сите сегменти во овој систем. Чадамо, добар ден. Здраво, добро дојдовте. Ви честитам нова награда која ја гледаме во етерот. Да, фала ви многу. Морам да кажам, големо задоволство за нас. Преголемо задоволство ако можам да се надоградам. Ваква награда не е мала. Значи, кај што и сами спомнавте дека тоа е едно највисоко одликување што може една општина одликување една општина, да. Па и мислам дека е редно и дека е заслужено. Значи, заслугата не е само наша. Значи, да не испадне кадаречки кажан дека се китиме со тужи перија. Заслугата не е наша, заслугата е тимска, значи на сама територијална противпожарна единица, заслугата е и на самата општина, на целиот совет на град Кавадарци и на градоначалникот. Бидејќи доколку советот, општината и градоначалникот не на идеја, на разбирање на сите наши проблеми што сме ги имали претходно, ние овие резултати немаше да ги постигнеме. Општината многу ложи во противпожарната единица. Така е, да. Можеме ли накратко да нотираме што е тоа? Нова зграда, ново возило, нови вработување, нови така натаму. Па сега емисијата ви е 20 минути, треба да продолжиме на неколку часа, така да ќе пробаме да на кратко така да направиме. Така, опрема секој е потребна, бидејќи нашата опрема е за жал со ограничен рок на трајање. Значи таа треба да се надокнадува, да се обновува цело време, да се надополнува со нови технологии и така натаму. Затоа решивме кога започнавме овој проект, за усовршување на противпожарната единица, градоначалникот си дадовме некаде задача, пред 4 години беше тоа, која што ја исполнивме, дури надополнивме, можем да кажам слободно. Меѓутоа, една ваква институција, посебно градот Кавадарци ни расте, жителите ни се баш окей. И морам да кажам дека градот Кавадарци е втор по големина во цела Република Македонија, каде што се покрие по територија.
Значи прва е општина Прилеп, втора е Кавадарци. Значи вие фактички можете на секое место да стигнете како потрошате. Па лично како наша територија, на нашата општина покриеност е околу да. Не најголема како територијална определба. Втора работа е дека како територијална противпожарна единица сме обврзани, е наше задоволство е тоа, не дека сме дека мораме да го работиме тоа поради тоа што некој тоа го кажал. Не, хуманост е број 1 како наша професија. Ние сме тука да помагаме не само на граѓаните на Кавадарци, тука и на целата држава. Така да било каде има проблеми, било кој елементарна непогода, ние сме на терен, ние сме на располагање. Не само пожар, било која елементарна непогода. Може тоа да е земјотрес, не дај Боже нели да речеме, дали тоа поплава, значи сме действувале, ете бевме и во Скопје кога беше она поплавата голема што е Смилковски. Така да действуваме и на елементарна непогода, на пожар, било што, било каде. Ние сме на располагање. За сето тоа да биде што треба да биде. Значи мораме да имаме спремни дечки, мораме да имаме добар кадар, да не речам млад кадар, ќе ми срамуват по-старите колеги. Меѓутоа и без нив не се може, поради тоа што нивното искуство и мудро што е стакнале нели со текот на годините, не би повеќе од потребна на нас помладите. Се уште црпиме од нивните знаења и искуства, така да во секој случај. Така да на терени се потребни и они. Значи освен тоа опремата е исто така далеко од важна. Опремата со граначалникот што спомнавме, ја добивме сета таа што ни беше замислена, добивме многу повеќе од кој што ни беше зацртано, што е добро за нас. Меѓутоа се уште треба да се надоградуваме. Надоградба, нели, како што спомнав, е потребна, се модернизираме, така, да. Али сме во тек, сме на линија, на одржавка сме супер, значи тука немаме никакви задоволства, незадоволства, за набавка на дополнителна опрема секако што треба, значи се е навремено, доколку нешто нели недостига, доколку нешто се расипе, нема никакви застои, морам да кажам. Тоа е тоа задоволство што го имам јас, што би сакал да го искажам и спрема вас и спрема граѓаните. Било како проблем да го презентирам пред граначалникот, советот и нели општината. Значи до сега на ниеден проблем не сме одбиени, нема застои, нема некој да видиме, да одложиме или одложување било какви. Веднаш се пристапува на решавање на тој проблем и проблем се решава за многу брзо време. Посебно кога е противпожарната заштита во прашање, јас сум пријатно изненаден и сум многу задоволен од таа соработка и се надам дека ќе продолжи таа соработка и дека најважно што е за сето ова што го спомнав сега, дека е сето тоа за доброто на граѓаните на Кавадарци. Дали сме со луѓе таман? Со луѓе сме според закон, има законска регулатива според бројот на население, според овој покриеноста на терен, колку пожарникари треба да има. Ние сме баш на линија на задоволство. Тоа го спомнав кога имавме еден говор сега скоро кога добив наградата, тоа се случи прв пат во историјата на постојањето на пожарникарство во Кавадарци. До 2017 година пред да дојде граначалникот Митко Јанчев, бројот бил секогаш преполовен, ако можам така да кажам, дури и помал, што и помалку потребно се покрие ваков град со оваа големина, нели со овие индустријски зони. Прв пат сме според закон од доаѓањето Митко Јанчев кога прво вработување направи 16 вработувања одеднаш во противпожарната единица. А во тој момент редовни професионални пожарникари беа 11. Така да ние младите малци надвладеавме со бројка. Тоа сега сме посигурни. Сега сме, да. Тоа ми беше зборот, значи не сакав никој да нападнам, да навредам или било што. Сега сакам да кажам дека бројката е сосема доволна да одговориме значи на било која непогода. И дури сме доволно значи и со луѓе и со опрема да не дај Боже во ист случај, во ист момент на друго место да настане нека друга елементарна непогода. Така да имаме доволен број на тимови, организирани сме добро. Имаме значи екипи што се на располагање на гото што викаме. Имаме опрема таа нон-стоп на располагање, просториите ни се така добро наместени и испланирани, за да опремата си стои баш на најсоодветно место, за да може најкраток рок, нели, при интервенција да се земе и да се действува одма. Општина Кавадарци многу средства вложи во зградата и во опремата и во вас. Кажете ви сте професионалец во оваа област. Па се надоградуваме уште, ако може така да кажем. Дали треба да се застане и постојано се оди напред? Нашата професија е таква да не можеме да се движиме. Мораме да се движиме, мора да вложуваме.
За жал, овие ковид ситуации не имавме и планови, имавме контакти со градоначалникот и со други земји. Можам да спомнам дека тоа е Хрватска, кај што имавме план да продолжиме со обука, со професионални. Таму е многу развиена пожарникарството, многу се вложува таму. И имат многу добри тренинг кампови. Значи тоа се цели населби, ако можам да речем, не само камп, туку цела населба каде што секоја една проблематика во пожарникарството, они имат решение. Имат решение. Бевме во контактот беше направен, линијата беше воспоставена. Па да, се надеваме, тоа и они го сакат, и ние го сакаме, дечките се желни за работа, и они сакат. Така да со оваа ситуација мораме да решаваме сами. Значи не можеме да го ставиме тоа сега да легнеме да чекаме кој да помине па да почнеме да работиме. Си се одржаваме со нашите вежби, имаме тука локал некои објекти ни се дадени од општината да ги користиме за одржавање нашата физичка кондиција. Смена линија во Скопје се прави некои други кампови, ги посетивме лани. Ги посетивме, стварно се добри, извршивме некои обуки. Ќе спомнам тоа една фирма Коузон, таа се занимава баш со работа на брод, дечки праќаат странство, со студенти и така натаму. И тие се должни врзани секој еден што работи на брод, да има помината она противпожарна обука за заштита за на брод. Елементарно за на брод. Ете така. И они имат целата опрема што ми потребна, значи некои макети направени така, во Скопје, тоа се наоѓа, мислам дека е во круг некоја фабрика таму. Многу добро ме направено, имат инструктори од странство од Англија. Тоа се некои пензионирани да. И тука се на располагање на нас, македонците, ако можам така да речам, секој што е расположен за завршување на таа обука. Бевме, ви спомнам дека на таа обука сме задоволни, меѓутоа кој малку не раздели. Сега таму има некои нови раздвижувања, они го искористија тој момент да реновират, да направат уште да се поусовршат. Видов нешто дека е многу добро, добивме на покана. Се контактиравме со човекот што е собственик на сетата, има големо расположение од нивна страна да почнеме да праќаме екипи на дополнување на обука и мислам дека тоа ќе почнеме да го реализираме за многу кратко време. Почнувани мој соговорник е Александар Чадамов, можне пријатно ми е оде во зградата на противпожарната телевизија единица. Да го прашам уште некои работи што се од ваш интерес. Например, колку пожари биле ваш третман на работа? Изминатиот период, избројки. Некоја цифра да се... Па, можеме да кажеме последните 3-4 години, значи од нашето доаѓање, да речеме, од оној промени во пожарникарството, бројките варираат. Сега, таа варијација се надеваме дека е од некој заеднички успех што го направивме, че го спомнам кој е тој. Значи, можеме да кажеме дека кога почнавме со работа, имавме околу 280-290 пожари, зборам за 2018. Годишна цифра, така? Годишна цифра, тоа се различни, значи зборам за пожари кои што се внатрешни, надворешни, комплетно, значи со сите наши интервенции што сме ги имале. Следната година веќе ни беше рекордна година. Таа беше околу, морам да се потсетам, околу 430 пожари имавме. Да, дупла, имавме дали нека сушна сезона, дали маци, морам да кажам, свеста на народот не беше послаба, да. За жал и таа година беше она клучна да преземе некои дополнителни чекори. Така да, од нашата служба, заедно со општина, предложивме да одбиме некоја иницијатива, тука беше на испомош ни испаднаа дечките од Црвениот крст, морам да кажем и да ги поздравам. Со Димитар Кракулев има одлична соработка кога е во прашање, нели, баш безбедноста на градот, че сите го работиме на таа проблематика. Тој ангажира од дечките од Црвениот крст, имавме неколку акции, значи можам да речем повеќе акции. Тие беа претежно на плоштадот, беа по училиштата и беа на зелен пазар. Значи на објекти кои што има најголемо движење од граѓаните и со помош на флаери, нели во жешкиот период, да, и дечките дури вода му подарува на постарите лица и мал разговор за да му се каже проблематика дека освен високите температури тие знаат да направат и поголема проблематика која е прашање оџинот и пожарот. Втора работа кој што ете, ние пожарникарите како дел од сето тоа го изработивме, имавме еден проект кој што направивме околу 3000 флаери. Ги поделивме, главна цел не беа сите стамбени објекти. Значи стамбени згради во град Кавадарци, нигде тие од општините, службите кои се тие го поделиме градот како што така на групи и на наши тимови. Секој стамбен објект беше посетен од страна на нашата служба. Тоа беа тимови од постарите пожарникари со помладите, нели,
како што кажал, заедно да постарите да го вршат она што треба да го завршат, постарите да гледат, да слушат и да учат. Така да тие средби се остварија, некои места беа позадоволителни, некои не, меѓутоа целта не беше постигната. Значи целта беше, баш овој период беше тој, есенскиот период, целта беше постарите пожарникари да му го пренесат на граѓаните, на што живеат, на станарите, што живеат во стамбени згради, да му пренесат сите оние проблеми што ги имале во случај на интервенција во нивната кариера, кога е во прашање пожари настанати во текот на зимскиот период. Тоа се нели, претежно се од џаците сите, нели, мислам дека сме доволно заштитени, меѓутоа од џаците знаат да направат многу големи проблеми. Тоа е малку за тај нас Тивук непријател, ние го викаме, така го крстиме, поради тоа што тој знае да делува тајно, подмукло би рекол, и да шета низ цел стамбен објект. И на крај, после неколку дена од самиот начин на пожар, кога не, најмалку очекуваш, ќе настане, значи, голем погреб и поткровите веќе тука страдаат дефинитивно. Така да, од џаците би сакал во момент и да дадам еден апел на граѓаните, да ве замолам во овој период пред почетокот на сезоната за грејење, од џаците да си ги чистите. Тоа е многу важно, поради тоа што тие се затестени, тие се замрсени и самата смола би една рекол, тоа што е внатре, тоа е стварно многу висока температура, ствара тешко се гаси и може да направи многу големи проблеми во еден таков објект. Посебно кога е прашање зграда. Други проблематики што би можеле да не идеме во овој следен период, нели, се вклучува дополнителни грејни тела, да се внимава на оние продолжни кабли што ги викаме, да не одиме само на поевтината варијанта кои што некои кабли па и не може да издржат тој оптеретување што го прави. Значи се приклучуваат една работа, втора работа, па и грелка кога ќе приклучиш. Па во текот на ноќта можеби ќе заспиете, дали во детска соба, дали во спална соба, тој се топи, значи доста интервенции сме имали од тој карактер. Значи ги замолувам граѓаните да внимаваат малце на тои продолжни кабли и на тоа електрично оптеретување што се прави во текот на тој период. Друга, уште една непријатна ситуација што има преку зимниот период, она сушење налишта врз греалки. Посебно оние кварците. Тоа е, мислам, многу голема грешка. Би замолил претежно домаќинките, мада и домаќините понекогаш, али ајде домаќинките да малку се внимаваат на тој дел, бидејќи не би сакале да го осетат тоа непријатно искуство, да многу мало не внимание, не треба многу. Така да со тој едукативни средби, ја верувам дека малку свеста се будејќи народот, и верувам дека е тоа така, бидејќи веќе наредната година кога сме ки бројот на пожари, не спомнавме дека 2019 веќе имаме 430, наредната година 2020 веќе намаливме на 250. Значи тоа е бројка која што е можеби скоро дупла бројка. Се надевам дека тој резултат е од самото разбудување на граѓаните, на свеста разбудување, а и верувам дека е тоа така. Верувам поради тоа што Марина ти спомнува дека постариите пожарникари тоа што го скажуваат, значи они скоро и да не памтат во нивната кариера, дека не се случувало. Меѓутоа во толков број граѓаните, посебно оној дел кога се крои, нели кога се парат прачки, почнавме да добиваме повици од граѓани да најават дека се во план да запалат прачки, што треба да направат, некои советувања барат, некои дури и присуство барат, дали е можно да се направи или не може да се направи. Тоа е многу добро. Ние сме многу задоволни од сето тоа. Дури почна да немаш луѓе да пратиш таму, добро што ја има таа надежда. И знаеме, кажува човекот на кое место ќе биде, па доколку добиеме нека дојува, значи знаеме за што станува збор, знаеме дека човекот не може да каже дека тоа е според закон, дека тоа е добро, сепак се загадува воздух, знаете. Меѓутоа, ајде од двете злова малце да го намалиме да биде барем помалото зло. Исто така сме многу задоволни поради тоа што почнавме да добиваме повици од граѓани кои што си го расчистуваат својот двор. А без сакам да запалам лисија, џубре, дали сметат, дали не, знаете, дали ќе пријави што да правам. Ние нормално ги советуваме дека мејлци е правото место за сето тоа. Меѓутоа, самите повици, самите тие чекори ние сме задоволни. Ете, тоа е новата противпожарна техника. Ете така, баш за тоа планираме да продолжиме со тие едукативни средби, да. Направивме неколку исто така добри работи кога е во прашање она нека што спомнавме превентивното делување. Тоа е направивме вежби во сите училишта во град Кавадарци. Да, основни. Направивме помалите деца, значи помалата возрастни беа веќе
по таргет, да речем, во тој период. Так. Пред самата вежба ние имавме неколку едукативни предавања и со директорите на сите училишта имавме состаноци, каде што се договоривме преку нивниот наставнички кадар за да имат они и предавање. Браво. Значи да си има вербално запознавање, дечки во случај на тоа треба вака, Не, дома без требате паника нака. и така натаму. Доколку забележите дома не чепкете телефони, значи и за дома едукација и за дома да биде сето тоа. Така да знаете уште од мали деца, доколку сето тоа му влезе во глава, преку едукативни вежби со текот на времето, еве сега пак ќе имаме овој период ни почнува, пак планираме да направиме вежби во сите училишта во Кавадарци. И уште добра работа е што основавме доброволно противпожарно друштво, Сашко Гешовски се вика, каде што членови ни се доста исто така млад кадар, претежно и спортисти, и желни дечка, ентузијасти. Молим? На волонтерска база? Да, тоа е на волонтерска база. Чекавме униформи период, треба баш оваа недела сега да ги добиеме тие униформи, тие членски книжки, ќе биде тоа, ќе бидете информирани, мислам дека тоа е добар момент да го бележиме медиумски, каде што преку тие младинци, ние сакаме преку младите да пренесем пораката на младите. Ќе продолжиме со вежби. Имаме доста вежби во план, нешто во програма ни за работа, сето тоа спомнато. Градоначалникот ни даде еден добар предлог дури во Михајлово да направиме еден камп за тие млади деца, значи ќе имаме гости, стручни лица специализирани за отворен пожар. Значи тие ќе ни бидат гости, веќе ја прифатија поканата, разговаравме со нив, идејата му се види и поиќе од добра. Очекуваме само реализација, да видиме сепак ќе речем овој ковидот малце не заостави, малце многу планови што ги имавме малку не ги стави на стемпа и меѓутоа се надевам дека се тоа ќе се среди па да продолжиме со активности наши. Во една состојба, во една ситуација кога бев помлад и бевме на еден пожар на Кожух планина, еден од се уште активните противпожарни магистри, Петко Ристовски ми рече, вака. Пожар, ако интервенираш на време, можеш да го изгасниш и после да спречиш огромни штети, што може да настанат на илјадници хектари површина, со една чаша. Со една чаша вода, да. Ве молам, можеме ли превентивно ние како граѓани да спречиме колку што е можно тоа да не расшириме, да не изгори цел стан и така натаму. Колку ние како граѓани, како луѓе, како жители на овој град можеме да влијаеме на противпожарната култура пријако? Можеме, Марија, можеме многу да влијаеме, како што кажавме, нели тоа свеста и подсвеста сето мора да се разбуде малце повеќе. Пред 2 дена имавме еден немил настан, се запали дел од куќа. Што ми е задоволство, собственикот на куќа се додека се борел со огнената стихија заборава да викне пожарна човек, знаеш. Не може да го обвиниш, тоа е момент, тоа е паника, сепак е. Среќа што комшијата го забележал сето тоа, па повикал пожарна. Тоа не е мала работа. Значи, доколку комшијата не го забележал тоа, јас не би сакал ни да помислам до кои размери би било сето тоа проширено. И штетите. Па како добивме појава, мислам, повика, интервенцијата беше стварно брза, луѓе дојдија тука, мислам се видиме вчера, во тек на вчерашниот ден, се заблагодарија, брзината е стварно многу важна. Меѓутоа, за да биде нашата брзина, она како што треба да биде ефективна, треба нели на време на дојава и друга работа, уште еден апел, паркирање на возила. Централното градско подрачје немаме некои проблеми, знаете, тоа се градоначалникот не го прошири булеварите, паркинг го среди колку што може, се среди сето тоа, меѓутоа на оние места кои што се малце куќите позбити, навистина имаме проблем за движење посебно со камионите кога би требало да влеземе. Имаме такви ситуации. Па додека викнеш, додека се мрне, знаеш, може да дојде до оштетување, да пробаш да поминиш, да не го чекаш нели собственикот, тоа е губење време. Доколку има распламтување во една куќа, секунди се важни во прашање. Кажи ми, за колку време интервенира твојата единица на периферијата на градот? Имаме тестирање, градоначалникот обожава да не тестира, не знам дали да кажам во негативна или позитивна смисла. Да, па затоа. Шокантно, мислам. Така. Па не е малку кога ќе добиеш повик за пожар и она, знаеш, адреналинот ти одма веќе иде до максимум и по пато се организираш, си дават задачи, значи кој што. И кога ќе пристигнеш на место, стан го гледаш градоначалникот. Не е се едно. Добро. Да, има си позитивна страни. Шала на страна, се тестираме, тоа е тие тестирања се заеднички. Малку сакав да направиме на шега на негова сметка. Да, имаме тестирања редовни. До сега присутни се на тие тестирања и повеќе лица од други институции. Имаме присутни и од МВР, да. Тука сме заедно, да.
Така да имаме и сведоци за ова што го кажам сега, не е дека нешто форсираме Па и мене или лично себе ми си има случајно пожари и видов дека многу брзо време. сме се тестираме на стадиона, се тестираме до Мокриште, до 12 деца, се тестираме горе на Бел камен. Интервенциите сега и се надам дека така ќе продолжи ни се прекрасни. Во одлично. Имаме ли проблеми со висините? Кога е во прашање временската, моле? Со висините дали имаме проблем? Имаме Висините во ли случај средства за качување на високи? објекти, високи објекти мислите, да. До кој спад би може да се качи? Го решивме и тој проблем. Го решивме и тој проблем, пак морам да кажам, може да рече дека сме до сада нема никаков проблем. Не е тоа. Градоначалникот го знаеше, тој беше една од проблематиките кои што имавме, кога нели го правихме оној програм и план како да созреваме како професионална противпожарна единица. Една проблематиката беше и она заштита на високите објекти. Првиот интервенција што направив беше набавка на противпожарен камион кој што е со скали, вградени скали на него. Да, тоа се под хидравлични помпи се работи и дополнува доволно за да покриеме 30 метри висина има тие скали, значи под одреден агол нашите објекти, нашите стамбени објекти, барем во овој момент, мислам дека ги задоволуваме. 5 ката од прилика може да. Ги задоволуваме, да. 4 до 5 ката нема никаков проблем, значи действуваме безпрекорно. Имате ли млади дечки што се качат горе? Па нема млади и стари, сите се качуваме. Сите се качуваме. Па интересно му да ти кажа. За жал имавме и можност да го направиме тој на лице место и во реална пракса да го провериме след тоа и се покаже дека таа скала ни беше потребна и ја имаме. Па да, не Кавадар се 90% од страна територијални противпожарни единици низ Македонија ги нема. За жал, јас би сакал сите да имат гранчаници како наше па да се решаваат проблематиките и мора да сванат луѓето, граѓаните или градоначалниците дека помагањето на противпожарните единици уствари се помага на граѓаните. Значи тоа не е управувате фактички. Ние управуваме, да, па видите и брзината, и интервенцијата и сето тоа допринесува. До претходно сме немали професионална противпожарна заштита униформа. Па не можеш да влезеш во некој објект кој што е висока температура со обична униформа кој што е лесно запаллива или така натаму. Значи тоа допринесува до резултатите што ги правиме. Значи доколку си и самиот пожарникар, доколку знае дека тој е заштитен добро со професионална противпожарна опрема, па тој влегува. Нема никаков проблем. Може да се спасе, може да се изнесе повредено лице, може да се издействува во внатрешноста, каде што резултатот е многу подобар. Така да за тоа и спомнав, значи дека резултатите што ние ги постигнуваме не се само наши. Тие се благодарени на разбирањето што ги имаме од локалната самоуправа. Ви случило некош млад човек да откаже да влезе во пожар? Па во нашиот случај не. Добро. Во нашиот случај тоа го немаме и мило ми што е тоа така. Мака што е нормално, понекогаш што се случи заради опасноста, може да. Знаеш што е интересно, Мари? Ја мислам дека дури и човекот што многу се плаши во тој момент самиот да надрене че го внесе внатре. Храброст е адреналинот, да? Па да, мислам дека адреналинот тука многу си дава на свој очет. Обуките и вежди што ги имаме ти представува да биде тоа само еден дел како рутина, што и тоа помага доста. Така да тука сме добро обезбедени, значи добра обука со добра опрема, мислам дека стварате една добра целина. Да спомнам вториот дел од овие високите објекти што ги спомнавте, вториот дел кој што го имавме како акција. Тоа беше проверка на сите хидранти во стамбените згради. Каква не е состојбата во стамбените? Состојбата за жал не е алармантна. Не е алармантна. Сите граѓани што живеат во стамбените згради се предупредени за тоа. Имаше известување од локалната самоуправа. Беа залепени оние известувања, беа предупредени, нели они кучни совети за да може да се го организира сето тоа. Кој што спомнавме, брзината на интервенција и тоа е исто така еден голем дел. Значи исправност на хидрантите. Нема црева. Претежно нема, за жал претежно нема. Да ги купат цревата да ги стават таму. Па цревата не се многу скапи, тие се околу 2000 денари. Плюс минус тоа не некоја сума, не некој вложување. Било кој стан да гори. Ако замисли дека некоја стамбена зграда е околу 14-15 стана, добро. Фамилија па тоа е некоја ајде да не речам смешна сума, меѓутоа незначителна сума да. Така. Посебно што добиваш од таа сума. Кога би израчунал, кога би направиле некоја математика, мислам дека тоа е стварно мала инвестиција за кој што многу значи. Те кучи совети, че првата работа треба да ги соберат парите, да купат црево, да го стават цревото и да си бидат на располагање, да си ги чуваат и да си ги одржуваат, да. Ние сме на располагање. Вие одите таму и брзо делувате или додека може вие стигнете, вие ти го. Па додека стигнеме самите станари, тоа може многу лесно. Поради тоа што управување со едно противпожарно црево не треба некоја кој знае каква обука, тоа си обично црево. Да, си се со нели ете сега моментот гледаш. Вентил. Да, лесно, многу лесно се управува. Мислам,
доколку е потребно, ние сме на располагање, може да извршиме обука. Браво. Па нема ни сме на располагање. Браво. После таа акција што имавме со општините и оно известување што ги има, споени, сега ми текнале, не малку сум збунет. Значи, сме на располагање на било кој станар. Ние почнавме после тие известувања што ги ставивме во сите тие стамбени објекти, почнавме да добиваме телефонски јавувања што исто така многу ми причинува задоволство, кои што бара совети и мислења од каде да се набават, колку кошта тоа, вредноста, значи тие што е заинтересиран, значи може лесно да дојде до тие податоци. Значи не мораме јас и ти да седнеме, да се видиме, да пратиме апели. Тој што сака, ќе го најде патот за тоа. Меѓутоа веќе ги искористиме и овие електронските меудими за дополнително доинформирање на граѓаните. За било каква помош, било каква совет ние сме на располагање. Две прашања што сте поврзани едно со друго. Дозволите да го завршам само уште третата работа што е многу важна, пошто нели да ги информираме граѓаните кога се станува нели збор за високи објекти, за пушување, затварање на оној ходник простора што е. Посебно кога станува збор за Постарите згради тоа го има. Па постарите згради се поставуваат доста каучи, кревети, фотели, да не се фрле че се најде. Меѓутоа, кога е во прашање, мора да се ослободи просторот, ние имавме таква интервенција, направивме доста фотографии, сите стамбени објекти ги во градот ги посетивме, направивме извештај, го информиравме инспекторатот што е за станување во општина Кавадарци и мислам дека и тие има некој действување и информирање исто така до сите стамбени објекти куќни совети. За да патот што ни води до последно до поткровите ни е многу важно да тој биде исчистен, да биде слободен, бидејќи секој пожар што настанува покрај оџакот, прво што настрадува тоа се поткровите. Мораме да имаме непречен пристап. Материјал брзо. Ни треба доста опрема носиме со нас, значи натоварени сме, црева носиме и тоа сето, значи доколку имаме пречки, тоа сето забавува нашата интервенција. А тоа се знае резултатот кој би бил. Не би сакал да го спомнам нити јас, нити пат граѓани да го сетат тоа на свој грб. Како лета времето, помина повеќе од 20 минути, Чадамов, се заборувавме и уште многу прашања се останаа неодговорени. Каква соработка имате со другите противпожарни друштва во Македонија? Каде гасате се заедно? И дали освен на пожари интервенирате и на други места и каде? Ако можете да се... Така, да, одлично прашање. Сме во комуникација со сите командири од другите територијални противпожарни единици. Имавме, нели пред овој случај, па ќе го спомнам, редовни состаноци во ЗЕЛС, каде што нели се разговара за проблематиката на противпожарните единици низ државата. Таму се запознаваме, се дружиме, се запознаваме со нашите проблеми, кои што предлози, кој каде бил на обука, мислења, си разменуваме, така да имаме дружба со командирите и тоа допринесува до, нели, во случај доколку е потребна помош, да нашите комуникации бидат на малце побрзо ниво, да не мораме да ги чекаме нели структурите одгоре да дадат некоја наредба за да се реагира, си помагаме меѓу нас. Да. Тоа е една од причините што нели сме на малце подобро, комуникацијата ми беше збор дека е подобра. Действуваме како територијална противпожарна единица, действуваме сега кај што тоа потребно, действувавме сега ова лето посебно. Помагавме во Неготино, имавме во Демиркипија шумски пожари, во Гевгелија помагавме кога беше оној големиот пожар. Бевме во Клочени, таму останавме 2 дена, бевме во Куманово, по селата таму со колегите доста исполниш му бевме. Знаете кога е голема територија потребно и нели многу луѓе, потребни си возила посебно. Таму бевме и со јавното претпријатие Комунарици од Кавадарци. Значи каде одовме, тие беа со нас. Морам да ги поздравам дечките од Комунарец. И со Фени така е да бевме во Пробишти, бевме во Берово заедно со нив. Така да сега Кавадарци мораме да кажеме дека се истакнаме така како комунитарни луѓе, излегуваме на терен сегнака што е потребно, ки комшиите во Прилеп на пример, ние сме достапни секогаш и секаде, тоа сме го спомнали многу пати и остануваме на тоа. Освен на пожари, прашам дали на други места интервенирате сообраќајки. Технички интервенции имаме, да, имаме технички интервенции, морам да пофанам дека имаме доста нова опрема, ако може да речеме најновата што постои, за справување со технички интервенции во случај на сообраќајни несгоди. Што значи тоа нова опрема? Па тоа е хидравличен алат. Тоа е моментално најпотребното во случај на сообраќајни несгоди, бидејќи нели
да не опишуваме сега малку деталности, обично сите наши интервенции кога е потребно извлекување на повредени лица. Скоро на секоја сообраќајна незгода тие се приклештени на еден начин и е потребна многу голема сила која што е надчовечка сила, која што ние како физички лица не можеме тоа да го направиме, или било кој во светот да може да направи. Така да не е неопходно потребно од помагала. Во овој случај тоа е помагала ни се оние хидравлични алати. Тоа имаме набавено хидравлични разделувачи, тоа е со неверојатна сила и моќност, значи разделува притисок од 20 тони без никаков проблем. За да се ослободи, за да можеш да дојдеш до лицето кој што е повредено, дали да му се пружа прва помош, дали да дојде до негово излекување и така натаму. И имаме професионални секачи, каде што тој секач има огромна сила, каде што мислам дека може да исече се и се што. Метал го сече. Колата ја сече како паштетка, што да ти кажам, тоа е супер и таа брзината е добра, кажав тие се скрос нови од 2020 година. Многу добар алат, нов алат е, прекрасен е, го тестираме. Во твојата единица има ли луѓе што може да ги работи? Па сите се обучени, имавме и обука во Скопје, професионална обука, тоа е момент кога ја добивавме таа опрема и имавме обука од инструктори од Холандија. Таа фирма е Холматро, морам да ја спомнам. И обучувачи, ете така, што го произведе тој алат. И имавме обучувачи од специјални инструктори од кај нив, од Холандија, тие беа присутни тука одреден временски период, каде што сите ние што добивме таа опрема, имавме 2-дневна обука за тоа. Значи, видите, пристапот на возило е од различни аспекти, од различен начин, секоја сообраќајка не е иста, мораш да направиш проценка. Не е мала работа, значи секоја сообраќајка нема ти ист пристап, мора да направиш добра проценка на кој начин и значи да помине сето тоа. Човечки живот да се спаси. Посебно кога е прашаен човечки живот, некогаш и немате време поради тоа што не дај Боже можеби покрај со самата сообраќајка настанат и пожар. Така да морате тимот да се распоредат, да се овој тим да приде на гасење, овој на спасување, овој на извлекување. Така да потребна обука, имаме ние обучени луѓе, имаме и постарите пожарникари кои што претходно биле на слична таква обука. Да, беа во Струмица, ми се чини дека беа, дури беа и на надпреварување, да има некои надпревари учествува, така да имаме доста спремна екипа за тоа. Имаме соработка со локалните отпади, метални отпади, така да никогаш до сега не сме одбиени кога е во прашање побарување за да оштетиме некое возило. Да, значи излеват во сусрет, немаме никаква забелешка. Секојаш име возило на располагање, па до сега сме исечели многу возила, ти кажам. И може да кажам дека бројката се брои во десетици возила. И затоа можам да кажам дека стварно сме обучени за кога е во прашање нели сообраќајна незгода и продолжуваме со тој тренд. Еве сега имаме некои нови дечки моментално. Ова недела не е во план баш обука за сообраќајни незгоди. Поплави тај други елементарни непогоди? Набавивме за таа проблематика набавивме доста пумпи. Имаме на располагање пумпи, имаме оној мујни, имаме за чисти води, кај нас на располагање се. Да, во координација сме со комуналец, во таков случај излеваме заедно и тие како јавно предпријатие, а и ние како за испомош на граѓаните кога се потреба. Излегуваме сегна, сме на терен и на секоја, мислам дека скоро и на секоја елементарна, после кога е прашање поплава, ние сме на терен. Значи, ова пакета која ја донели Советот општина Кавадарци и градоначалникот не е попуштена до терена. Вие буквално сте 24 часа, ако не сте на терен, тогаш сте во некој предавање. И сме на располагање, да сме во движење. Истинска професионална противпожарна линија. Помагаме на градот и во други пригоди. Да. Можеме спомнеме, значи помагаме во самото одржување. Добро. Одржување. Значи сите оние електрични сообраќајни проблеми и други инфраструктури. Па и комунални, ајде да речеме, кога прашање исполнување со вода, значи ние сме располагање со нашата опрема, значи 24/7. Ја даваме на располагање, излегуваме ние на терен. Кога има некои било какви интервенции, кога е организатор општина Кавадарци за сето тоа, помагаме со нашите возила, без разлика да е тој испраскување, помагање, рушење, зборам за фаповите, кога се руши некој објект, прашина, сето тоа го обезбедуваме за да имаме добри распраскувачи на самите возила, да ги заштитиме соседните куќи, да таа прашина не би направила некоја штета кај нив. Боиме, можам да кажам дека боиме. Сите оние што се канделабри во градот. Значи нема ни една канделабра кој што остава знак на раѓосано, на старо, на оштетено.
сите се од наша страна, да речеме, противпожарната служба Значи, изфарбани, тие се нови, значи сите булевари, сите стари што беа, сите нови што се вградуваат, сите оние сообраќајни знаци ги исправаме, значи не сме, имаме строга наредба и гранч многу се луте. Ако виде сообраќајен знак искривен, човече, не ви сака да си од наша кожа во како тој ви момент. како команди работите со пожарникарите? Добри ли си? Па координацијата мора да ни биде добра, во Млади спротивно дечки. нема ни да има ни резултат. Како работите на смени? 3 смени ли се? 2 смени? Па сме по 12 часа ни смената, 24 часа сме на располагање, имаме резервна екипа за кој што се не готов, нели? Тука сме во противпожарниот дом. Имаме доста активности, Уште еден силни ден вежби. имате бројот? Да, 1993 ни бројот, тој е на ниво на цела држава. Така да, уште една на државата, постоиме за вас, за граѓаните на град Кавадарци, тука сме на располагање во секој време. Уште еднаш ви честитам за наградата, почитувани гледачи, Благодарам. сме биле во разговор со вистинските луѓе, многу кратко кажавме, 30 минути не се ништо, треба да се иде на терен со нив, Да. кој на акција за да видиме како тоа. Па јас би сакал тоа да го оствариме некој. Вакава зборови е толку интересно како приказка, завршува и крај. Меѓутоа, нивната приказна трае понатаму и секој ден ја раскажуваат и секој ден се спремни. А адреналинот што се лачи од секој од нив, добро е што се млади и што може да го амортизираат сега, меѓутоа на стари години потешко. Како ви поминуваат постарите пожарникари? Добри ли се одговарате на предизвиците? Па они излеват на секој пожар. Аха. Значи секој пожар е комбиниран. Значи постари, помлади. Можам да кажам дека моментално структурата според годишна старост ни е повеќе наки помлада. Бидејќи овој период да, овој период ова последна година барем 6-7 пожарникари замина во пензија. До крајот на годината очекуваме уште 20 да замина, така да предвид структурата ќе ни биде од млади пожарникари. Тоа колку е добро, толку е лошо. Јас би сакал постари да се тука и еве ја апел до пожарникарите што се пензионери, па баш слободно време да се иде тука, они си идат, си доаѓаат. Па не е 7 или 30 години си бил во една просторија, во еден објект. Колку години сте пожарникари? Јас сум по доаѓањето на градоначалник 4 години. 4 чисти години. 4 овде. Значи бев и дел во службата за обезбедување противпожарна заштита во Фининдустрија, таму бев 15 години. Таму силна служба за противпожарна. И таму службата е за поздравување, да. Беше и порано, така? Бе за поздравување, сме на линија со нив, сме во добра соработка, исто и дечките се стварно обучени, имаат стварно добра опрема. Се на располагање да излезат во секој момент кога е прашни градот Кавадарци. Тоа ми причинува едно дополнително задоволство. Така да градот Кавадарци со наша противпожарна единица што сме сега, со дополнување со добра екипа од Ероникал пожарникарите, Петко мораме да го спомниме, само како Петко пошто си е наш. Морам да го спомним, има доста добра екипа кога е во прашање шумските пожари. Доброволното противпожарно друштво ќе ни биде на располагање, поради тоа што не сакаме да ги активираме со незавршена обука. Обуката е започната, меѓутоа не е завршена. Со дечките од дирекцијата за заштита и спасување имате одлично соработка, така? Така, да, на линија сме со нив, сме дел во кризниот штаб за било што, така да координацијата ни е многу добра. Министерството за внатрешни работи сме уклучени тука, имаме редовна линија со нив. ЈП Комуналец, со нивната машинерија ни е 24/7. Сме ги искористили многу пати тие луѓе, ни се потребни нивната механизација, нивните возила, нивните цистерни. Па мислам дека нивните возачи на нивните цистерни се како дел од нас да се, така сме зближени. Таа блискост ни ствара, значи резултатот да биде онака видлив како што е. Благодарам многу. Благодарам вас. Почитувани гледачи, со оваа ведрина, со овие убави зборови на соработка што ја има нашата противпожарна територијална единица со другите фирми од Кавадарци, го завршуваме овој дел на нашата емисија Отворено за. Му благодариме господин Чадамо за убавото, срочено и јасно извештајно милија, ако така можам да кажам, за нивната 4-годишна работа и заслугата за добивањето на оваа награда по повод 7 септември, денот на освободувањето на Кавадарци. И да посакаме многу успех, помирни денови, помалку интервенции, а вие да бидете повеќе превентивни во чувањето на вашиот дом, на вашата околина од пожари, внимавајте ги, слушајте и нивните препораки за исправноста на електричната енергија, за исправноста на оджаците од каде што излегува димот од грејните трела што ги имате и посакувам пријатна вечер со нашата програма.